да ги однесе од тука албанците. Тука се удри на таа националистичка карта, доби многу поени. Борис Трајковски стана председател со таа. Да, таа беше позната негова изјава, иако после тоа видовме дека човекот е сосема нешто друго од тоа што го изјави. Дали тоа од некакви емоции или од некој бил мотивиран, веројатно од некој претходен состанок со други луѓе бил испровоциран, па тоа го кажал. Беше, би рекол, несреќна изјава. Но може би беше во однос на албанците. Во однос на албанците. Во однос на меѓународната заедница, може би и после тоа и реакцијата била малку подобра и на меѓународната заедница во однос на помош, донации, така со помош и донации, вклучување, затоа што сепак стенкове тие кампови без НАТО и меѓународната заедница беше хуманитарна несреќа беше. Да, тоа тешко ќе одеше, но албанците тоа го почнувајќи од мене, не беше тоа прифатено. Дали во тие таквите моменти албанците се сплотија меѓу себе и се дистанцираа од македонците? Во вашите очи ние станавме некој вид на приврзок на србите и нивната политика во Косово? Па добро, не може тоа да се рече генерално. Иако и тогаш и сега и во македонскиот политички блок имаме, да речеме, политички струи кои може би се уште има таква политичка ориентација, дали просрпска, мислам, тоа не се крие, пробугарска, просрпска. Ние најдобро комуницираме албанците и најдобро се разбираме со правите тие кои ќе се чувствуваат 100% македонци. Мислам дека проблем. Со нив нема. 97 година, да се вратиме 2 години порано, се случија гостиварските настани. Дали беше тоа обид на Бранко Црвенковски да добие политички поени во Македонија, знаејќи дека со своето криминално действување тој ја изгуби довербата меѓу народ, па сакаше да глуми тука малку нешто он националист, па прати голема сила. За кого мислите? Во Гостивар 97 година за акцијата. За Бранко Црвенковски, мислам, тогашен премиер. Дали он се обиде, играјќи на таа националистичка карта, да се малку подигне кај македонскиот народ, бидејќи неговите рейтинзи тонеа? Дали со таа навистина пресилна, така да кажем, акција, таму имаше многу тепани луѓе, многу малтретирани, имаше убиства? Мислам дека Бранко Црвенковски е интелигентен, он почувствуваше, затоа што знам, ние бевме тогаш во коалиција. И успеавме да се познаваме меѓу себе добро. Мислам дека, како што поминуваше времето, Бранко Црвенковски, неговата партија тогаш видоа дека политиката на ПДП, како што поминуваше времето, беше многу поприфатена од меѓународната заедница. Тогаш имавме мониторинзи за тоа што требаше да бидеме членка во зимите на ОПСЕ, во Советот на Европа, па почна и првите односи со Европската унија, тогашната Европска заедница. И во таа меѓународна политика, каде што ние настапувавме, бевме многу подобро сватени и ПДП веќе во меѓународната заедница или во центрите каде се одлучува, дали Брисел или Вашингтон, успеевме да ја наметнеме нашата политика. И после таа наша политика, која не одеше од внатре, меѓутоа се враќаше сега преку емисарите, односно луѓето кои доаѓаа, веројатно и господин Црвенковски тогаш го осети тоа дека притисокот се поголем и ние политички добивавме пред меѓународната заедница, а со тоа веќе се насети дека тоа ќе биде успех и во внатрешната политика и внатре, во однос на правата. И од време на време се инсценира инциденти
како Бит пазар, Гостиварски, те настани така натаму, за да може да не представат пред светот, односно пред Европа, пред меѓународната заедница, како проблематични, дека не се овие тоа што го кажуваат овие префинети политичари на ПДП, него овие се нешто друго. И во такви ситуации мислам дека погрешија затоа што таа наша политика степ бај степ, создавајќи политичка клима и создавајќи права на албанците, да продолжеше како што ние ги замислувавме работите, односно како што беше концептот на ПДП, ние ќе имавме и универзитети, права, и знаме, и сите овие права, без да не се случи 2001. Уште еднаш го повторам прашањето, бидејќи мислам дека можеби има нешто тука добро, имам нека замисла, па сакам уште еднаш да го слушам вашето мислење. Доколку СДСМ имаше доверба кај народот, а при тоа, за да добие довербата, требаше да владее добро, да нема криминал, да бидат они левица како што требаше да бидат левица. Дали тогаш оние ќе можеат да си дозволат да ви дадат на вас права? Бидејќи не владеа добро, мораше да глумат националисти, да играат тврдо, и вие не добивавте права, бидејќи они не владеа добро, мораше на националната карта да играат. Дали тука може би сумо право? Сте во право, меѓутоа тоа не важи само за СДСМ. Мислам дека таа антиалбанска политика која не можам дури да го поврзам тоа со национализам, затоа што можеби сосема нешто друго е национализам и сосема нешто друго е антиалбанска политика, затоа што национализам понекогаш може да има и позитивна интерпретација во однос на националното и така натаму, но за жал уште продолжува тоа и во другите партии. Ако се оди на антиалбанска политика, дури и да е дозирана, се добива кај гласачите, односно во голем дел од македонскиот народ. Се стара фобија, се дига тензија, што јас сум реален, од време на време исто така тоа го употребуваат и албанските политичари. Ќе направиме мала пауза за реклами, почитувани гледачи, и останете со нас, го продолжуваме разговорот по кратката пауза за реклами. Пауза за нова голтка кафе и секако реклами. Варумин е традиционален хербален лек кој се употребува за подобрување на општата состојба на организмот, исцрпеност и смалена отпорност. Може да се употребува и како помошна терапија при стандардно лекување на разни акутни и хронични заболувања и за облажување на несаканите ефекти од цитостатската терапија. Варумин е корисна комбинација со конвенционалната цитостатска терапија кај малегните заболувања и други состојби каде постои намален имунитет. Интереврогенекс. Лоциран покрај самото Охридско езеро, обвиен со борова шума, се наоѓа хотел Инекс Горица. Поврзете го вашиот бизнис со задоволството и импресионирајте ги вашите бизнис партнери, организирајќи ги конференциските собири, деловни средби, свечености во нашиот хотел Инекс Горица. Традицијата долга 40 години е гаранција за врвен квалитет. Хотел Инекс Горица ги исполнуваме вашите соништа. Доброто јадење треба да представува задоволство. Затоа, ние нашата инспирација ја најдовме во француско-медитеранската кујна. Софистицирани јадења од најфини состојки, разновиден зеленчук, секогаш свежо месо, одбрана свежа морска храна, најдобри пасти, свежо направени сосови и разновидни зачини. Сето тоа одлично дополнето со прекрасни француски и македонски вина и секако безпрекорна услуга. Француски ресторан Avec Plaisir, француска страст и магија. Бон апетит!
Хотел Ривиера е лоциран на кеот на Охридското езеро во непосредна близина на градскиот плоштад. Располага со 39 соби,